Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, издание кое што е продолжение на она што го разговаравме во оваа емисија во вторникот. А бидејќи секогаш треба да се оддаде простор на она што е успешна младина и тистата таа младина да се промовира на медиумите за да може да поттикне некој друг од другите младинци да биде исто така успешен како оние кои што денеска ќе ги видите во нашето студио. Овој пат нема да бидат само учениците, туку заедно со, како што го нарекуваат својот ментор, но менаџер исто така на гимназијата Нова, кој гостин ќе биде со нас во текот на целото издание, а ќе имате можност да видите и различни ученици со нивните приказни за успех, за добивање место на светски реномирани универзитети. Така и е насловена темата за денешното издание. Ви ги представувам гостите: Иван Новаковски, менаџер на Нова гимназија. Или си имате вие полно некое име за институцијата? Меѓународни училишта Нова или? Меѓународни училишта Нова е правниот назив, а тоа е поради фактот што имаме и градинка и основно и средно, но во ситуацијата гимназијата Нова е еден од трите сегменти на училиштето. Добро, но сите ве знаат како Нова гимназија, бидејќи почнавте со гимназијата, колку што се сеќавам. Токму така. Првиот едукативен сегмент со кој што почнавме уште во далечната 97 година беше токму гимназијата. И Симона Сарафиновска, која што од октомври на Универзитетот Колумбија ќе ни се сели. Да, од септември поточно. Септември? Да. Јас па си викам не е септември, октомври, ајде ќе кажам октомври. Ама повторно сгрешив. Добро ми била првата мисла, требало според неа да одам. Како си, Симона? Супер. Не верувам дека си супер. Сега веќе кажи ми как ќе се вратам, Иван, кај вас може на ти да преминам во разговорот, така? Кажи ми, Симона, дали е Универзитетот Колумбија токму она што сакаше да биде твојата иднина? Па, навистина не помислев дека ќе одам на Колумбија се до некаде во февруари, кога почнав да се сомневам. Некако во прва и во втора и во трета година не бев сигурна каде ќе одам. Не мислев дека ќе одам на еден од првите 5, односно нека зависи на која листа каков факултети во светот. А од како лани бев на Стенфорд за еден месец, мислев дека нели Стенфорд ми е сонот и Стенфорд е таму каде што ќе идам затоа што сепак е прв на мал милион листи. Но кога ми стигна писмото од Колумбија, покрај писмото од Стенфорд, покрај писмото од Принстон, некако си помислив, па животот на Њујорк, зашто тоа да не го искусам? Чекај, Симона бираше во случајот Стенфорд, Принстон, Колумбија. Имаше уште 10 други, да. Стенфорд, Принстон, Колумбија, Амхерст и Дјук ми беа топ 5. Исто тие се во Америка, исто тие се реномирани, исто се во топ 15 на сите листи на факултети во светот. Така и јас така правам да ти кажам, кога ќе се збунам, обично ми се случува некогаш да ми забега некој збор од дијалект и да го кажам на дијалект, ја ту, па си го сменувам на македонски. Добро е, ми се тоа е рестарт на мозокот. Кажи ми, Симона, кога одлучуваше за Колумбија, зошто се одлучи баш за Колумбија? Еве, си ги тргнала настрана Принстон, си ги тргнала Стенфорд, зошто Колумбија? Па факултетот е феноменален, имаат издадено, мислам дека е рекорден број на нобеловци, 101 нобеловец, меѓу кои Барак Обама, нели сегашниот председател, Орхан Памук исто така од овие покраишта, Натали Портман студирала таму, така да факултетот е, мислам, покрај тие два е прекрасен, но и е во средината на Њујорк и многу вешто го инкорпорираат Њујорк во својата настава, односно особено во првата година имаме искуство да посетуваме битни центри во Њујорк, како на пример музеите и театрите и Бродвеј секако како дел од редовната настава, така да сакав тоа да го искусам. А воедно и медицинскиот кадар, односно медицинскиот факултет е еден од најдобрите во светот. На некој ќе студираш медицина на Колумбија? Ќе се обидам да студирам медицина. Првите 4 години, односно до дипломските студии, се повеќе фокусирање во областа која што сакам и потоа би аплицирала на медицинскиот факултет за дипломски студии. Да, тоа ми се допаѓа многу кај американскиот образовен систем, тоа што не ве ставаат одма воган да студирате тоа што на 18 години што мислите дека сакате да го студирате, бидејќи многу често на 21-20 викат леле, сгрешив, не сакав ова да студирам, сега сакам да студирам ова. И тоа е добро што некако коледжот им дозволува да стигнат до одреден степен на знаење. Иван, кажете ми, колку традиција веќе создадовте со ред наназад да имате ваши ученици кои што заминуваат за најчесто за Америка, бидејќи сте врзани со таквиот систем или на светски реномирани универзитети? Значи, ако треба да кажам каде нашите ученици продолжуваат, би рекол дека буквално на сите светски меридијани. Но генерално и доминантниот број на ученици се фокусираат на северноамериканскиот континент, претежно Соединетите американски држави, но и во Европа. Имаме ученици кои што идат дури и до Кина, Австралија,
Така да реално имаме застапеност на сите континенти, но фокусот е секако Европа и Соединетите американски држави. Имаме изградено сериозна традиција според мене и мислам дека тоа што учениците кои што претходно биле примени ги имаат подотворено вратите на сегашните ученици. И генерално и Васил кој што ќе биде подоцна во емисијата на Оксфорд, реално ќе биде четвртиот наш ученик во таа институција. Верувам дека претходните три и како ги имаат подотворено вратите за него. Па тоа е сигурно, бидејќи обично кога оди првиот човек е најтешко и аплицирањето и начинот и како и зошто преку кого, но сега веќе знаете, имате искуство од претходни ученици. Мислам дека се неколку фактори во тоа зошто нивната канцеларија за прием ги има сериозно отворено вратите за нови ученици. Прво е веројатно што веќе ја препознава нова како институција. Второ се секако учениците кои што поминале низ нивните врати, кои што се уште се таму или завршиле, и секако тоа е меѓународниот карактер на едукацијата нова и меѓународната акредитација. Без тие три фактори реално многу е тешко да вратите на една светска институција бидат отворени и секако кога веќе зборуваме за таа традиција, јас дури си земав листа за да можам да наведам отприлика зашто е тешко да се запамти. Да не заборавиме така. Еве кажува отприлика каква е таа традиција до сега. Значи во изминативе скоро веќе 20 на години, значи 7 ученици на Харвард, 7 ученици на Њујорк, вклучително NYU и Колумбија, универзитетите, 5 на University of California системот Беркли, Сан Диего, Лос Анџелес, како што реков 4 на Оксфорд, 4 во Утрехт, многу ученици во Бокони во Италија, на 2 ученика на Berklee College of Music, тука е еден од нив кој што и добро го знаеме, Ѓорги Шаревски. Исто така имаме на Амстердам, имаме на Торонто, Ахен, Рочестер институт на технологија, Грониген, University College of London, Бостон универзитетот, Джордж Вашингтон, London School of Economics, Сорбона, Стенфорд, University of Chicago, Yale и сите што се на први на листите, како што рече Симона, на која било листа да гледате, се први на тие листи. Дали досегашните оние кои што веќе биле, еве го споменавте Ѓорги Шаревски и слично, кои што веќе биле и завршиле на тие универзитети, се враќаат со фидбек кај вас во смисла да им пренесат на новите генерации како да успеат понатаму да направат и тие таков свој виден успех. Еве ќе ви кажам еден типичен пример. Значи постои организација која што се вика Oxford Connections. Тоа е организација на бивши ученици на Оксфорд, која што секоја година присуствува на нова одредена презентација и на таа презентација ги припрема нашите ученици како да аплицираат на Оксфорд. Бидејќи ние имаме неколку ученици кои што се веќе таму, тој линк е воспоставен и веќе функционира секоја година. Реално ученик како Ѓорги Шаревски ги има подотворено вратите пак за следниот ученик кој што е дојден после него, тоа е Вењамин Милчев, кој што таму ќе студира музичка продукција, бидејќи во нивните датабази тие податоци се меморирани, точно се знае искуството на првиот ученик и тоа искуство се пренесува. Она што е интересно е дека самите универзитети меѓу себе си комуницираат, нивните канцеларии за прием или admissions office, како што ги викаат, комуницираат меѓусебно и они реално во многу ситуации прашуваат дали Симона аплицирала кај тебе, аплицирала и кај мене и меѓу другото си прават интерни договори за тоа кој ќе ја прифати, а кој нема да ја прифати. И кога веќе се таблирате како институција која што дава, значи врвен кадар или врвни ученици, реално многу е поедноставно и понатака самите институции се борат за да тие ученици завршат во нивните клупи. Симона, кажи ми како течеше аплицирањето, на пример, кога започна, што се требаше да се направи за да се стане дел од Колумбија конкретно? Па, аплицирањето почнува на почетокот на 4-та година и трае се до некаде декември, односно јануари. Значи, се што е битно е делот пред тоа, но аплицирањето јас некако го гледав како раскажување на приказната, приказната треба веќе да биде напишана. Тоа што ти го правиш, односно повеќето се есеи, тоа што ти го правиш преку тие есеи што им ги праќаш на факултетите, едноставно запишуваш, еве јас до сега што сум направил, еве јас до сега како сум израснал во последниве неколку години од мојот живот. И тоа што е побитно битно е како ќе се напишат тие есеи, битно е речникот кога ти е убав, но што е побитно е да покажеш љубовта и да покажеш настаните што ти те оформиле во претходните 3 години. И според мене најбитно е не да имаш добро CV, туку да бидеш добро оформена личност, затоа што тоа е пред се најбитно. Можеш да имаш една активност во текот на целите твои 18 години што си ја правил, ако таа активност е доволно добра за ти да покажеш дека си човек кој вреди да оди на тој факултет и вреди да го бараат, тогаш тоа ти е сосема доволно. Но нели битно е да бидеш развиен од сите страни, тоа многу го сакаат, затоа што на пример јас
сакам во науката, односно во медицината, односно во биолошките науки да бидам Добро. дел, но сум од друга страна и дебатер, и волонтер, и активен член во студентските влади. И мислам дека тоа на нив им се допаѓа зашто покажува дека не си се една цел во животот, туку сакаш да искусиш од се помалку, што нели секако тоа они многу го сакаат. Што е она што се издвојува при аплицирањето, да речеме, на Колумбија, има ли некој посебен дел кој што ги издвојува од Принстон, од Стенфорд, од UCLA, од тие други? Секогаш тие се всушност најтешките делови затоа што секој факултет смета нели Има нешто во него што бара поинаку од другите, да. Има нешто што мислат дека тие го имаат само тие се уникатни и бараат најчесто есеи да се напишат есеи посебно за тој факултет и прашуваат на пример зошто специфично Колумбија или пак која ти е омилена книга, што е секогаш чудно затоа што треба да размислиш како ти со твојата омилена книга се преткажеш себе како човек што сака да оди на тој факултет. И кај Колумбија беше многу екстензивен списокот, а мислам дека најинтересно за Колумбија ми беше што бара да опишеме еден настан, уметнички настан кој што сме го посетиле во последната година и како тој влијаел на нас како личности. Како влијаеше на Симона и што беше тој уметнички настан? Ме интересира, ја сум Колумбија. На македонски само. Да, беше изложба што ја проследив со неколку другари од други школи и едноставно после изложбата имаше, не се сеќавам точно чива беше затоа што одам не пишам, ама после изложбата имавме можност да дискутираме со уметникот и да дискутираме за неговите скулптури и за како всушност, мислам, тој беше инспириран од настанот на Точак и како тој настан него го потикнал да направи скулптури, целата всушност изложба што беше огромна, неколку соби беа полни со скулптури, да ги сврза околу тој еден настан што го оформи Скопје. Хаштаг на Точак. Хаштаг на Точак, буквално. И тоа беше всушност мојот настан. Кажи ми, Симона, колку големо влијание изврши нова гимназијата врз она што си денес? Па нова првенствено ми даде тоа што јас го нарекувам систем на поддршка, затоа што едноставно каде да се кај да се одбратиш, каде да се свртиш имаше помош. Имаше луѓе кои што се спремни да ги прочитаат тие милиони есеи, тие апликации и да дават конструктивна критика и секогаш ги имаме советниците кои што се многу информирани за факултетите и кои што ни кажуваат, ни усмеруваат всушност каде да целиме со нашите есеи, но ги има и професорите кои што си кажуваат тука да ни дадат препорака, што се исто така многу битен дел од апликациите, препораките, но и да ни кажат што да напишаме ние специфично, на пример, тогаш каде што пишав за биологијата или за хемијата, да ми кажат што да напишам, како да напишам за да тоа не биде грешно. И покрај тоа, покрај системот на поддршка нели фактот дека е реномирана институција и дека веќе го знаат името на Нова и ако јас им кажам дека нели сум одличен ученик во последниве 4 години во Нова, тоа за нив ќе значи нешто. Така. Ќе продолжиме во вториот дел на емисијата со уште еден ученик. Симона, јас тебе ти се заблагодарувам за гостувањето во денешното издание и ти посакувам многу успех на Колумбија. Па да ни се вратиш како светски реномирана докторка, лекарка, па ќе разговараме тогаш за некоја конкретна гранка од твојата професија. Ќе видиме, се надевам. Почитувани гледачи, тоа беше Симона Сарафиновска со која што разговаравме во првиот дел. Иван од менаџерот на гимназијата Нова го оставаме овде со нас, а повикуваме друг ученик.